вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Од најновите вести поврзани со ситуацијата во Иран. Ајатолахот Али Каменеи изјави дека неговата земја нема да потлекне пред притисокот од протестите поради оспорените председателски избори. Американскиот председател Барак Обама во Вашингтон изјави дека има големи прашања за легитимноста на изборите. Иранскиот врховен лидер најави дека Иран нема да попушти во однос на демонстрациите што уследија по прогласувањето на победа на актуелниот председател Махмуд Ахмединеджад на изборите за кои опозицијата тврди дека биле наместени. Најавата уследи еден ден откако Иранскиот заштитнички совет се изјасни против поништување на изборните резултати и покрај неправилности во гласањето во 50 гласачки области. Американскиот председател Барак Обама во вторникот изјави дека има големи прашања за легитимноста на изборите. Информациите објавени на интернет повикуваат на демонстрации пред иранскиот парламент во среда попладне, но не се потврдени. Елитната иранска револуционерна гарда предупреди дека ќе употреби сила за да ги задуши постизборните протести. Лице блиско на реформистичкиот кандидат Мир Хусейн Мусави вели дека полицијата извршила упад во просториите на весник во собственост на поранешниот премиер и уапсила 25 вработени. Лицето за западните медиуми во средата изјавило дека упадот во канцелариите на Зелен свет се случил во понеделникот. Представници на 126 држави се среќаваат во седиштето на Обединетите нации во Њујорк на тридневна конференција за реформите во глобалниот финансиски систем. Ќе учествуваат само 14 шефови на влади и држави, меѓу кои председателот на Венецуела Хуго Чавес и на Боливија Иво Моралес. Земите во развој кои учествуваат на конференцијата повика Обединетите нации да играат поголема улога во глобалниот финансиски систем. САД и Русија продолжуваат со разговорите во Женева за намалување на нуклеарните арсенали и замена на договорот старт од времето на студената војна што ќе истече во декември. Во вторникот рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека американскиот план за противракетен штит во Централна Европа ќе биде пречка за постигнување нов договор. Вашингтон пан јавно укажува дека не гледа врска меѓу штитот и новиот договор. Кинеската и американската армија се согласија да соработуваат за да избегнат поморски конфронтации и напнатост, што може да се одразат на односите меѓу двете земји во целина. Ова прашање беше главно на првите меѓуармиски разговори на највисоко ниво во последните 18 месеци по серијата неодамнешни поморски инциденти, вклучувајќи го и судирот на кинеската подморница со сонарна направа што ја влечеше американски морнарички брод. Во октомври ќе започне со работа, а за една година ќе биде целосно оперативна новата кибернетска команда што ќе има задача да ја зајакне одбраната на американската армија против напади врз нејзините компјутерски мрежи. Според портпарол на Пентагон, командата ќе наблюдува 15.000 компјутерски мрежи директно под владиниот оддел за одбрана, а не цивилни или владени системи. Американски владени лица велат дека армијата досега успешно неутрализирала многу кибернетски напади, од кои голем број потекнале од Кина. Според истрагата за досега нетешката несреќа во Вашингтонското метро што се случи во понеделникот, машиновозачката на возот што удри во друг воз во стоење над земјата навидом се обидела да закочи. Деби Хершман, која управувала со возот, е меѓу 9 загинати. Возот непосредно пред несреќата бил под автоматска контрола, што значи дека компјутерите што управувале со него требало да го запрат. Американскиот председател Барак Обама е уверен дека годинава ќе биде усвоена легислатива за реформа на системот на здравствена заштита во земјата. Доколку не се изврши реформа, ќе нарасне цената на заштитата за семејствата и бизнисите и ќе банкротираат федералните здравствени програми за постарите лица и посиромашните американци, Medicare и Medicaid, предупреди Обама. Тој заедно со многу демократски сенатори предпочита план за здравствена заштита спонзорирана од владата, што ќе конкурира на приватните осигурители и ќе им овозможи заштита на неосигурените американци. Републиканците во Сенатот и некои демократи сметаат дека тоа ќе значи крај на приватните осигурители. Во продолжение
Уважени на Newsflash, Светската здравствена организација проценува дека околу 180 милиони луѓе во светот имаат диабетис, а нивната бројка може да се удвои за 20 години. Експертите препорачуваат нов вид на тест за мерење на шекерот во крвта, кој може да биде поточен, но и попрецизен. Многу луѓе не знаат дека имаат диабетис од тип 2, се додека не почувствуваат други здравствени тегоби како кардиоваскуларни болести или оштетување на очите и бубрезите. Доктор Дейвид Натан е од општата болница во Масачусетс. Иако може да имаат диабетис без да знаат, тие може да го третираат. Може да ги спречат оштетувањата на крвните садови, очите и бубрезите. Според вообичаениот тест за диабетис, пациентот треба да биде на строга диета пред да абстинира од храна меѓу 8 и 16 часа. Потоа се зема крв најмалку 2 пати. Но овој тест го мери нивото на гликоза само во време кога се вади крвта. Доктор Алвин Поврс од медицинскиот центар при Универзитетот Вандербилт во Нешвил, Тенеси, вели дека на резултатите може да влијаат и други фактори. Нешта како физичка активност, диета, дали претходно сте биле болни, сето тоа може да влијае врз нивото на гликозата во крвта, а заради што тестот мора да биде повторен. Сега лекарите препорачуваат поинакви тестови како A1C. Овој тест не бара гладување, тестирањето е попрактично и нивото на гликоза се мери за период од 2 до 3 месеци. Тестот A1C ја мери гликозата прикачена за хемоглобинот, протеин во црвените крвни зрнца. Количината на гликоза што се комбинира со хемоглобинот е право пропорционална со количината на шекер во организмот на пациентот. Доктор Натан вели дека тестот дава поточни резултати за тоа дали некој има диабетис. Освен тоа, експертите тврдат дека тестот A1C може да открие диабетис во рана фаза пред да е предоцна да се врати ситуацијата во нормала. На прашањето на нашата веб страница дали сте загрижени по објавувањето на пандемија на вирусот H1N1, познат како свински грип, 72% одговориле да, додека 28% негативно. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер. Се гледам утре.